Јас едноставно искрено ве сакам и се гордеам со сите вас што ве имам. Верувајте дека меѓу вас и целото богатство на овој свет, секогаш ќе ве изберам вас наспроти било какви богатства и мои слободи, затоа што само со вас можам да издржам, затоа што само со вас можев да застанам денеска овде пред вас. И оваа наша синергија, и оваа наша љубов е нераскинлива, таа е наша обединителна и таа е наша ВМРО-ска. Да ви се заблагодарам што никој од вас не се продаде и никој од вас и во оваа сала и десетици илјади надвор од оваа сала не поверуваа дека братот Љубе го продавал името, дека братот Љубе примил некакви средства, дека братот Љубе бил замолчен и нема да зборува затоа што бил платен. Не, браќа мои. Никој не ме купил, јас не сум на пазарот и јас не сум политички трговец. Јас имам став и јасна визија за Македонија и не отстапувам од неа. Ако некој бил предаван и ако некој бил продаван од оние со кои седевме на иста маса, од оние кои ги учев политика, од оние кои ги учев реторика во политиката, тоа бев јас. Јас бев продаван и некои други ме предадоа, но јас никогаш нема да ве предадам вас и мојата Македонија. И тогаш и денес истото го тврдам. Доколку сакав фотели, доколку сакав богатства, немаше 2009 година да ја формираме Обединети за Македонија, за да понудиме посебно инаква Македонија, да понудиме визија за Македонија. Но, браќа мои и сестри, немојте од мене да очекувате да напаѓам некого денес. Затоа што јас се кажав и како што кажа генералниот секретар, денеска е тоа македонската реалност. Ако навреме реагиравме, ако навреме ги сватија пораките, кои некои политички аналитичари ги нарекуваа дека тоа се пораки од едно минато време, дека се тоа анахрони пораки, ние знаевме што значи зборот слобода и зборот смрт. И затоа излеговме 2011 година со паролата слобода или смрт за Македонија. А денес гледаме дека е тоа секојдневие. А денес гледаме дека сите се борат за слободата. Слободата им фали на граѓаните на Република Македонија. Но за слободата да ја дочекаме и да се избориме, треба да се ослободиме од стравот. Во Македонија, браќа мои и сестри, е инсталиран стравот. Во Македонија граѓаните се плашат. Македонија, како никогаш досега, е поделена. Порано беше поделена меѓуетнички, на западна и источна. Уште порано беше поделена територијално, на Егејска, Вардарска, Пиринска. Но денес Македонија и ние македонците, граѓаните
на Македонија сме интеретнички поделени. А историјата, таа силна учителка на животот, не научила дека сите зла во македонскиот народ доаѓале и доаѓаат од бележите. И застанувам овде пред вас со сиот мој минат труд и со 10 години самување, да ви кажам дека мораме омразата во Република Македонија да ја замениме со љубов. Ние не можеме понатаму да се делиме. Премногу сме поделени. Гледам брат со брата не збори затоа што едниот бил во СДСМ, другиот бил во ВМРО, третиот бил во Обединети за Македонија. Гледаме најгруби делби на македонците, на македонските граѓани. И затоа повикувам на обединување и не случајно визионерски ја формиравме Обединети за Македонија, да се обединуваме во делбе! Љубе! 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 Ме прашуваат со кого ќе коалицираме. И на тоа ние дадовме одговор многу одамна. Ние идеолошки му припаѓаме на ВМРО. Нашата идеологија е ВМРО-вска. Ние никогаш нема да ги напуштиме идеалите на ВМРО. Тоа им го кажав денес на новинарите. Нашето гласачко тело, иако и тој збор не сакам да го употребувам, како и овие блокови кои сега некои политичари ги најавија, па дури еден мој многу почитуван пријател личен, председател на една политичка партија, раскажува дека тие таму некои оцениле дека е подобро ние да одиме во десниот блок, така ќе сме освоиле гласови. Ви се молам, тоа се многу несериозни, тоа се инсинуации. Ние имаме свој пат. Ние се викаме Обединети за Македонија. Нашиот пат е трновит. И ни една политичка партија немала толку трновит пат. Ние успеавме да стигнеме со сите забрани, со се она што ни се случуваше во изминатиот период, да обстоиме. Да обстоиме не за нас, но за Македонија. За онаа Македонија која ја сонувам буден, за онаа Македонија кој во деценијата беше со мене и во најтешките мигови. Јас силно верувам во вас и во мојата Македонија. Љубе! 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 Почитувани мои, ние имаме политичка програма од 2011. Таа се уште, како што кажа генералниот секретар, не е реализирана ниту во една точка. Ние имаме програма во која кажавме дека во сферата на правосудството треба да се направат реформи, да се ревидираат сите пресуди донесени против граѓани кои без своја вина поминуваат децени робија. И уште тогаш предупредувавме што ќе се случи со Македонија. Ги паметите говорите од нашите митинзи. Тогаш зборувавме дека ако продолжи овој тренд на иселување, дека ние, постарите родители, само на скајп ќе ги гледаме нашите деца. Зарем таква Македонија некој посакува? Зарем Македонија во која ми е тешко да ги убедам моите родени деца да останат во неа, а дојдоа со ентузијазам, со љубов, со желба. Ние мораме да бидеме реални во политиката. Ние не можеме да понудиме нешто што не можеме да оствариме. Но исто така, мора да покажеме дека имаме јасна визија како да ги решиме проблемите во здравството, проблемите во економијата. Но не со шаблони и со бројки, не со нафрлање на некакви изрази од типот на GDP-то да било зголемено за 3, за 4, за 5%. Основа е да ги вратиме
и да понудиме први на политичката сцена по моделите на соседните веќе држави од Европската Унија, да можеме сите оние млади, наши чеда со кои разговараме на Skype и на Viber, да се вратат во Македонија и да им понудиме пола од онаа плата која земаат во Лондон, во Брисел, во Њујорк, во Чикаго. Да дојдат во Македонија, да си ги вратиме чедата на родната земја, за да овде радаат деца, за да овде живеат, за да ја развиваме Македонија. Не можеме, се сеќавам пред Нова година во разговор со мојата сестра Билјана од Лондон, председателка на задграничниот комитет, која ми рече дека во црквата во Лондон имаше повеќе македонски деца отколку во црквата во Велес. Браќа мои сестри, Македонија била соочена со многу цидови, со геноцид, со културоцид, но и со мемороцид. Ние не смееме да забораваме. И затоа, кога велам за простувањето, исто така во парламентот ќе предложиме закон против заборавот. Затоа што ако политичарите влезат во својата шема, ако политичарите мислат дека се недопирливи, дека граѓанскиот сектор не може да влијае на нив и дека можат да се однесуваат онака како што тие сакаат, ние ќе имаме и натаму процес на исселување и сериозни проблеми во македонската држава. Затоа ќе мора да го донесеме како парламентарна партија законот против заборавот. Да не се заборава, Македонија има многу заборавени луѓе од историјата. Македонија има многу гробови кои денес се прекриени само со пелин и не се знае каде се коските на хероите низ македонската историја. Македонија секогаш била жртва на разни политики кои некој ни ги нудел. Македонија затоа беше поделена и затоа како последица на тоа и денес е поделена. Ние мораме да го донесеме тој закон за да не ни се повтори историјата, за да не ни се повтори минатото. Но исто така, ние не можеме да се оптеретуваме со тоа што направиле или што не направиле политичарите пред нас. Заложба на вас, на Обединети за Македонија, на моите председатели од 65 општински организации, местни комитети, да кажат на теренот дека нашата заложба ќе биде она што денес може да го понудиме на Македонија. Денес им е потребна жива, динамична Македонија, на граѓаните на Македонија. И кога ве гледам, горди браќа мои, и кога ве гледам, сестри мои, денес овде, јас верувам дека ќе успееме. Верувам затоа што никој не ве скрши, ниту вас, ниту мене. Ние сме нескршливи. Го продолжуваме нашиот пат. Ви благодарам од се срце и веројатно сакате после 5,5 години да го слушнете. Да живеат Обединети за Македонија, да живее нашата безсмртна и вечна Македонија!